Почитувани гледачи, ги следите регионалните вести на телевизија Кисиме Нада. Во нив ќе гледате. Официјално пуштени во функција реновираните работни простории во Оделението за инспекцијски надзор Гостивар. Панел дискусија на тема визија за Северна Македонија на Штуловиот универзитет во Тетово. Министерството за образование и наука го објави конкурсот за запишување ученици во јавните средни училишта за учебната 2022-2023. Официјално пуштени во функција реновираните работни простории во Оделението за инспекцијски надзор Гостивар. На отворањето присуствуваше директорката на Државната пазарна инспекција. Денеска сме во Оделението Гостивар на свечено отворање на новите работни простории, кои што се дел од вториот проект на ТИКА, каде што се изврши реконструкција на постоечките 10 канцеларии и се обезбеди опрема на работните простории, и тоа 30 бироа, 42 столчиња и плакари. Оделението Гостивар брои 26 вработени, за кои е од исклучителна важност овој проект, кој овозможува подобрување на условите за работа, а се со цел зголемување на ефикасноста и ефективноста, како и квалитетот во работењето. Во името на Државниот пазарен инспекторат и неговите вработени, изразувам благодарност до нашиот долгогодишен соработник, Турската агенција за соработка и координација ТИКА, програмскиот координатор на ТИКА во Република Северна Македонија, господин Халим Омер Согут, за поддршката на нашата институција во време на пандемија, со надеж дека и во иднина ќе имаме реализација на слични проекти. Tabii kıymetli genel müdürümüzün Значи ми представува навистина огромна чест, огромно задоволство што имаме прилика, како што истакна и директорката почитувана Анета, значи што имаме прилика да реализираме втор чекор, односно втора значајна соработка со институцијата, нели, која што е поврзана, која што функционира под Министерство за економија, односно Државниот пазарен инспекторат. Нашите работи кои што ги реализираме, нашите проекти се покажуваат со овие настани, односно плодот го добиваме токму да настани кога го промовираме самиот проект, како што денес тоа што го правиме. eğitim, sağlık, tarım. Панел дискусија на тема визија за Северна Македонија се одржа на Универзитетот на Југоисточна Европа во Тетово. На дискусијата учествуваа повеќе професори и колумнисти, како и новинари, студенти и млади лица. Значи, денеска сме тука да славиме 10 години од портал. Тоа ќе го славиме со нашите панелисти, со нашите млади кои ќе учествуваат за да дават да ги дават нивните визии за тоа како треба да изгледа Македонија во блиската иднина. Тоа е многу битно да зборуваме за иднината заедно, затоа што треба да градиме едно општество каде што која ќе има европски вредности и која ќе биде сложна и со визија напред за да постигнеме нешто заедно. Нашите колумнисти кои се експертни, познаени со години, имат искуство како професори и други експертски знаења, тие ќе зборат за тоа каква е нивната визија, како ја гледат Македонија, како треба да изгледа според нивната визија тоа што нашето општество. А од друга страна исто битно е многу да и младите да бидат вклучени. Тука се нашите новинари, исто така и активисти млади кои ќе ја дават нивната визија, затоа што тие се иднината и тие од нив се очекува да го изградиме ова општество заедно.
Секако, медиумите дека се многу важен дел од развојот на демократијата, тие се нели еден столб од демократијата и во Македонија медиумите придонесуваат за да се гради ова демократско општество. Нормално дека има и многу предизвици, има и многу, особено кога се зборува за онлайн медиумите, има и проблеми од видот на дезинформации и неквалитетни информации, но секако гледано од поголема видна точка би кажала дека сите заедно помагат да се гради едно демократско општество. Штом имаме по 300 ново заразени секој ден, тоа значи дека вирусот се уште е присутен и може да се развива, па затоа не може сите мерки да се укинат, истакна министерот за здравство Беким Сали. Доколку ние секој ден имаме ново заразени по 300 жители од оваа држава, тоа значи дека вирусот се уште постои и ја чека најмалата можност да се развива, а потоа знаете, при почеток на развивање ни одзема недела до две да можеме да стопираме нешто. За жал се уште сме на тие мерки, гледате, при секоја седница на Комисијата за заразни болести ние нешто олеснуваме, меѓутоа не можеме се одеднаш да олеснеме. Јасна е сликата за епидемиолошката состојба, што и вие ќе добиете информации точни и навремени што, кога и како треба се одлучува. Маските нека останат да не направиме грешки како другите земји, вели доктор Злате Мехмедовиќ од Комисијата за заразни болести. Иако мерките постепено се олабавуваат, сепак тој вели дека со отстранување на маските голем број луѓе ќе останат незаштитени. Веќе кажавме дека ќе се водиме по една алатка што ја користи Центарот за контрола на болести на Соединетите Американски држави, која што се однесува на начинот на пренесување на вирусот на ниво на заедница, community levels, така се нарекува алатката, каде што се мерат 3 битни параметри, и тоа се параметрот на нови хоспитализации, параметрот на слободни болнички кревети и параметрот на преносливост на вирусот, односно нови заразени во текот на изминатите 7 дена. И доколку ги погледнете тие параметри на ниво на Македонија, ќе видите дека во основа се работи токму за лоцирање на заедници, односно нивоа во заедницата, кои што имаат најмала можност за трансмисија на вирусот и во однос на тоа, согласно извештаите што ги добиваме и од Институтот за јавно здравје и тие се на неделно ниво, можеме да видиме дека најмала инциденца, односно најмал број на ново заразени има токму помеѓу овие возрастни групи, каде што веќе предложивме да има укинување на маските, имаме најмала хоспитализација, имаме најмалку компликации, имаме најмалку заболени, така да тоа се основните индикатори кои што на нас ни даваат можност да бидеме конструктивни во насока на тоа, полека да ги релаксираме превентивните мерки донесени со законот. Тоа беше нели носењето на маска во училиштата за учениците. Кога би ги тргнале маските во овој момент, би оставиле една голема група на луѓе кои што би биле незаштитени како резултат, односно би биле експонирани на вирусот, а маската знаеме дека е една од основните мерки која што штити од вирусот. Така да во насока на тоа се уште имаме задршка, дека не треба тука да се прават такви промени, нека останат уште некој време маските на затворено, да не ја повториме грешката што ја направија останатите земји. Министерството за образование и наука денеска го објави конкурсот за запишување ученици во јавните средни училишта за учебната 2022-2023 година. Во објавениот конкурс се наведени условите за запишување и критериуми за избор на учениците, потребните документи за запишување, наставните предмети од основното образование кои се предвидени во критериумите за рангирање на успехот на учениците, роковите за пријавување и насоки за спроведување на конкурсот. Првото пријавување на учениците ќе биде на 14 и 15 јуни 2022, второто пријавување на 21 и 22 јуни 2022, а третото
пријавување на 28 јуни 2022. Исто така, конкурс за прием на ученици во јавните ученички домови во државава за учебната 2022-2023 објави Министерството за образование и наука. Слободни се 2555 места во 18 ученички домови во 14 градови. Во 5 ученички дома во Скопје се слободни вкупно 808 места. Учениците кои се пријавуваат на конкурсот треба да пополнат електронска пријава поставена на интернет порталот euslugi.mon.gov.mk или директно да поднесат хартиена пријава до ученичкиот дом. Рокот за електронското пријавување на учениците кои се запишани во 2, 3 и 4 година почнува од 24 јуни и ќе трае до 1 јули 2022, а за учениците кои се запишани во 1 година електронското пријавување ќе биде од 1 јули до 8 јули 2022. Во објавениот конкурс се наведени условите за прием во јавните ученички домови, потребните документи, начинот и постапката за прием. Пронајден хероин кај гостиварци, физички напад врз тетовка. Следуваат деталите од полицискиот билтен. Полициски службеници вчера околу 16 часот и 30 минути во близина на крстосницата на улиците Илинденска и Видој Смилевски Бато во Тетово лишиле од слобода 59 годишник од Гостивар и 30 годишник од Гостиварско Чегране, затоа што при нивен преглед им бил пронајден хероин. Двајцата се задржани во полициската станица Тетово и по целосно документирање на случајот ќе им бидат изготвени соодветни поднесоци. Вчера околу 19 часот и 15 минути во Гостиварско Сенокосе лишени од слобода биле 55 годишник, 63 годишник и 46 годишник од ова село, кои 2 часа пред тоа биле пријавени од 52 годишник од Гостиварски Градец, дека му се заканувале со остри дрвени предмети, а поради ненадоместени земјоделски штети од 63 годишникот. Се расчистува и документира случајот. Полициски службеници вчера вечер во 22 часот и 20 минути на улица 180 блок 70 во Тетово лишиле од слобода двајца 22 годишници од Гостиварски Градец, затоа што околу 21 часот и 30 минути физички нападнале 30 годишна тетовка. Се преземаат мерки за расчистување и документирање на случајот и против инволвираните во овој случај ќе следуваат поднесоци. Вчера вечер во 22 часот и 30 минути на улица Илинденска во Тетово приведен бил 21 годишен тетовец по кого била распишана потерница за доиздржување на затворска казна од 1 година и 11 месеци, а бил осуден на 3 години и 2 месеци за сторени кривични дела по член 236 и член 206 од кривичниот законник. Подоцна тој бил спроведен во казнено-поправната установа затвор Скопје за доиздржување на казната. Ноќеска 15 минути по полноќ приведен бил 26 годишник од Република Албанија кој непријавено престојувал на подрачјето. Тој е задржан во полициската станица Гостивар, а потоа предаден во одсекот за прекуграничен криминал, миграции, странци и реадмисија за натамошна постапка. Вчера пак во 16 часот и 30 минути на улица Илинденска во Тетово со судска наредба приведен бил 66 годишник од Тетовски Пирок за издржување затворска казна во казнено-поправната установа затвор Тетово, каде навргу потоа и предаден. Секторот за внатрешни работи Тетово на дворешна канцеларија за криминалистички работи Гостивар целосно расчисти 8 тешки кражби за кои се сомничат дека ги извршиле 39 годишник од Гостиварско Чегране и 35 годишник од Гостиварско Форино. Двајцата кои вчера во 3 часот и 45 минути и во 12 часот и 50 минути биле лишени од слобода во Гостивар и Форино во текот на минатата и оваа година со употреба на сила и разновиден алат влегувале во спортски обложувалници, маркети и продавници за мобилни телефони во Гостивар, од кои одзеле парични средства, технички апарати и други предмети, при што противправно се стекнале со вкупна имотна корист од околу 2 милиони денари. На двајцата ќе им биде изготвен соодветен поднесок по член 236 од кривичниот законник.
Почитувани гледачи, тука е крајот на вестите, ви благодариме на вниманието. Пријатно!